Вработените во државната компанија Еврокомпозит денешните протести ги одржаа на регионалниот пат Прилеп Скопје кај местноста викана Заполшки мост. Но полицијата ги спречи да го блокираат самиот регионален пат. Тие мораа да протестираат покрај коловозот. Ги повторија своите барања дека за 4 месеци имаат земено само околу 28.000 денари, немале повеќе договори и немале воопшто никаква работа. Претходно им беше ветувано дека кога ќе се заминат 150 вработени како технолошки вишок, ќе се подобри ситуацијата во фирмата, но една година потоа проблемите се комплетно исти. Велат дека не им преостанува ништо друго освен во понеделник да протестираат пред влада во Скопје. Сите знаете дека сме во безизгледна ситуација, струја немаме, здравствено осигурување немаме, плати никакви, работа никаква. Имаме најавено за понеделник протести пред влада. Известена е владата со писмено, со телефонски, со пораки. Одговор до сега немавме никако. Во моментот добивме некоја порака дека понеделник или вторник ќе имаме некоја средба, ама се додека не ни потврда дека средбата е, да ни ја потврда средбата, ние остануваме на истото в понеделник да протестираме пред влада. Денеска на протестот се приклучија и дел од поранешните вработени кои што заминаа како технолошки вишок, затоа што иако се донесе законот, со кој што требаше да се исплатат неисплатените придонеси од 2012 до денес, тоа се уште не е направено. И тие ќе се придружат на протестот пред влада во Скопје, затоа што се плашат дека после нова година со техничката влада нема ниту да се реши овој нивни проблем. Нажалост е ни после една година откако заминавме решение за фирмава нема. Тие си има други проблеми, плата, работа нема, ние од премнина немаме земено, за останати плати. Едино со стажо џо се реши, ама уште немаме званично решение. Така да, еве, почнуваме од понеделник со протести пак, што одиме со намера да одиме Скопје, заедно со вработениме на Еврокомпозит. Па велким, ќе се најде решение, оти како што знаеме дека после нова година има техничка влада, уште овој месец ако нешто не се реши со фирмана, требаше и да се продај до сега, ама еве ништо од тоа, 2 години, 3 ја бркаме работава, никако не. Покрај неисплатените придонеси, вработените во Еврокомпозит немаат земено околу 18 плати, а не им е во целост исплатена ниту од премнината.